Да, еве ние продолжуваме, се освеживме со производите на Стоколма, си го прикажавме. Еве Цеце вика да биме озбилни пред камерите, но добро ќе бидеме, ама не до толку. Да, до сега се шегувавме за време на рекламите, велам сега повторно влезете во улога, ама не мора, се шегувам. Овој дел ни е малку порелаксирачки, може да започнеме со играта која што ми ја подготвивме. Па не беше толку тежок од претходниот. Па не беше, мислам дека не беше. Да, но сега малку помалку ќе зборуваме за професиите, ќе зборуваме за приватниот живот и се разбира ќе коментираме вашите фотографии. Така е, но имаме едни прашања за вас кои што може да си ги одберете. Тања, да почнеме од вас како дама која што ни тука во средина. Одберете си едно прашање. Не се страшни прашањата, можете вие исто да се земете градоначалник. Иван нема избор за тебе. Кој е вашето место? Кој ве води напред? Како? Кој е вашето место, кое ве води напред, така? Мото. Кој е вашето мото? Добро, ова без наочари. Да, нема проблем, да. Уживо е. Допускате опрема. Имам. Мислам дека во прашање во однос на професијата која што работите е... Да, па еве кој е моето мото. Јас реално некој баш мото како мото немам, но реално сум позитивна личност, значи се трудам да бидам секогаш релаксирана, така, да бидам релаксирана на работа, стресот го амортизирам со тоа што сум расположена со пациентите. Знаете како они кога ние ќе им се насмееме, они мислат дека немам, сваќаме нивниот проблем сериозно, ама нас мантилот не ни е панцир на душата. Ама јас ги релаксирам нив за да знаат дека тоа е проблем што ќе се реши. А секој што ќе дојде на клиника мисли дека тоа е најголемиот проблем и најтежкиот проблем. Се релаксирам дома со моите внуци кои што се 7 годишни кои преска ги спомнав, кои што ми даваат сила и енергија да бидам млада, да издржам, да имам физичка кондиција со мојата снаја и син кои што се прекрасни две особи. Имам пријателки, женска една екипа со кои што се собираме, се дружиме, си славиме одредени прослави во едно пријатно домашно друштво. Не одиме по кафани затоа што сепак сме многу возрастни, па нашето смење да не биде сватено како непристојно, така да во домашно друштво сме многу порелаксирани и така се одмарам. Мотото ви е животот, а нема поубаво мото од тоа. Така. Ви благодарам многу. Дарко, како е вашето прашање? Интересна случка која никогаш не ја заборавате. Секогаш кога ќе се не. Многу често ми доаѓа моментот кога освоивме олимписки медал, но моментот интересна ме насочи на нешто друго, исто така во Токио што се случи, би сакал да го споделам со вас и со јавноста. Еден од луѓето кој што имаше улога да не превезува од место до место во Токио на олимписките игри, направи многу мала сообраќајна грешка и беше сопран од полиција во Јапонија, во Токио. Му напишаа казна и човеков покрај тоа што ја плати казната се поклони на полицаецот и си продолжи да си вози. И еве нека биде една добра порака до сите граѓани на кој начин треба да се однесуваме во дадени моменти. Да. Не, тој не се поклони практично пред полицаецот, пред неговиот лик, туку се поклони пред јапонската држава каде што направил одредена грешка и си ја признал. Тоа ми текнува, мислам дека никогаш до сега го немам кажано. Да, јапонците навистина се посебни. Да, како менталитет се навистина посебни во многу сфери во животот, во своето живење, навики. И мислам дека ние сите некако практикуваме, а недостижни што мислам. Да, но добро е со тенденција да бидеме малце мислам. Јапонија е држава која што веројатно највеќе ја сакам после Македонија. Бевме скоро еден месец на олимписките игри, но дури и таа љубов што имам и тоа знаење што го имам за јапонскиот народ и за јапонската историја и на тој начин на кој што јас ја доживувам, дури и мене почна да ми пречи тој претеран квалитетен систем. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи ние не сме навикнати на толку, но секако можеме одредени позитивни примери да ги пресликаме кај нас. Не да се лутиме ако сгрешиме нешто на полицаецот, туку просто да си ја признаеме грешката и не мора да се поклониме. Ќе биде грешно сватено кај нас, бидејќи во Јапонија знаете не се ракуваат луѓето меѓу себе, туку се поклонуваат. Да, тоа е пример за Јапонија. Ете тоа ми дојде. Мислам добро интересно, нешто што е позади камерите, супер. Ви благодарам многу, Иван. Иван, така. Кое е вашето омилено место во Македонија? Ова е навидум лесно прашање, но јас како горд македонец и се гордам со тоа што сум македонец.
Повеќе чувства ми пробуди ова прашање. Пред се ќе го цитирам еден од основоположниците и најголемите револуционери, идејци за тоа како ние и зошто имаме денес држава, тоа е даскалот Гоце Делчев, кој што вели зарем има друго место за македонец освен Македонија. Цела Македонија мене ми е драга, овие 25.700 квадратни километри, еве јавно кажувам, ги обожувам, но сепак мораме да сватиме дека покрај природните богатства кои што ги имаме во оваа наша мала земја, но богата, се државата е народот. Македонскиот народ е добар народ. Јас си го обожавам секаде каде и додам, имам многу позитивни искуства. Имам прекрасни моменти и нови познанства со сите луѓе. Најмногу на срце во моментов вака од другите градови ми лежи секако Битола, затоа што има една многу интересна култура, прекрасна архитектура и знам дека Градот на конзулите. Градот на конзулите и знам дека во иднина ќе биде многу поубаво место, не само вака како на изглед, туку исто така и за живење. Скопје е секако мојот дом, но верувам дека сите ќе се сложиме ако омиленото место каде што би сакале да се разбудиме, да прошетаме и да го видиме. И местото со кое што се гордееме е според мене најубавиот град на Балканот и еден од најубавите градови во Европа охрид. Да. Мислам дека треба да размислите да влезеш во политика. Не, може ли мала дигресија? Да, пошто се Не испадне дека постојано фалам него, природно ми доаѓа така искрено. Еден така успешен човек како што е Иван и млад, да е добар пример и реткост да цитира македонски револуционер, особено Гоце Делчев, таткото на нацијата. Го поздравувам тој Иван многу и се надевам дека ќе оставиш позитивен пример што почесто тоа да го прават младите луѓе, особено младите и успешни луѓе како што си ти. Наистина вака ми го затопли срцето во суштината. Да. А имаме ние многу наши со кои што можеме да ги цитираме и нели да пронаоѓаме мото во однос на сето она кое што го правиме секојдневно. Да ги погледнеме и фотографиите, како што најавивме од нашите гости, да започнеме со дамата, да ги замолам од режија, да ги погледнеме фотографиите на Тања, да видиме што ќе споделиме и со збор 2 да ги прокоментираме. Да, од последната секција во Дојран, во хотел Латераца, темата беше дебелина. 3-дневна секција каде што разменувавме искуства со медицински сестри. Тоа е Сдружение Ендодија на ендокринолошки диабетолошки сестри од Македонија. Ние се собираме еднаш годишно и разменуваме искуства, предавања, воркшопови, имаме квиз на знаење каде што се со брзи прсти со апликација на телефон од она што го чуле одговараат, значи треба брзина и точност и добиваат и награди, прва, втора и трета награда. Тоа е символични награди, но една како стимулација за да се научи да се слуша. Овој од Конгресот на сестрите за нас во Хотел Дрим ланската година, последниот конгрес, таму бев и предавач, таму бев и модератор и бев учесник, слушател, имаше што да се научи да се слуша. Да, многу предавачи. Постојано е потребно да се надградува. Едукацијата е процес без крај, затоа што науката оди напред и ние треба да ги следиме сите трендови. Предизвици со кои што се соочувате. Така е. Ова е од истиот конгрес, во сега последниот конгрес. Ова е моето драго семејство, ова е Ана Спасовска, со моите внуци, бевме во Врање на еден ручек. Па добро да се види надвор, нели? Ова е фамилијарен конгрес. Фамилијарен конгрес, да. Така е. Прекрасно. Ова е од ланската година, во исто во Латераца хотел, кај што темата ни беше остеопороза и физичка активност. Значи како да ги сочуваме коските и како да вежбаме, тој проблем. После климактериумот, нели, секако коските слабеат, па да можеме да го држиме доброто здравје. И понатака. Ова е физичката активност, која што јас ја држам специјално, дијабет и физичка активност, предавање из Македонија, држам караван секоја година по различна тема. Оваа година е исхрана и дијабетес, а ланската година беше физичка активност и дијабетес. Сега е појасно зашто сте добри на тема. Така да научат како да спортуваат, кој спорт да го одберат, колку време и така.
на лицата со дијабетес. Ова е таа секција каде што вежбавме физичко се нашите млади две медицински сестри кои што боцкаа гликемија пред ручек, па пешачевме 2 километра, се вративме да видиме колку е шекерот после пешачење. Така. Кој ниво го достигнува кога ќе се вратиме од пешачење. Намалено е нивото. Намалено е, да. Ова е од ХСДУ Хрватска, нивниот конгрес, кај што бев исто предавач и учесник на конгресот и слушател. Ова се нивните гости, ова е Ѓорѓе од Брчко и мои пријателки и колешки од Хрватска кои што се таму медицински сестри и едукатори. Ова е исто од нашиот конгрес од ХСДУ, така да во Хрватска до нивното панело. Имате соработка со да речеме тие конгреси со вашите колеги кои што не само од Хрватска, не само од Хрватска, него и од Србија, од Босна. Ги покануваме тука, одиме нас не канат таму, одиме на конгреси. Како е состојбата со дијабетесот во регионот? Иста како сега, сосем апсолутно исто. За среќа во Македонија, еве да речеме нашата држава сега, имаме нови девајси, тоа се сензори и трансмитери, кај што лицата со дијабетес мерат гликемија, усвари не мора да се боцкаат толку често, него е сензорот едно помошно средство, да речеме, кој што се боцка под кожа и се стави еден паметен апарат, тоа се трансмитер, кој што ги собира податоците од гликемијата и ги праќа на апликација на телефон и лицата со дијабетес не мора да боцкаат толку често гликемија, него може на телефон да си ја гледаат гликемијата 24 часа. А што е уште подобро, што родителите може да вршат надзор на децата, значи детето е во школа, мајката може од дома да гледа каква му е гликемијата, па да алармира. Дали да не падне вода? Да, самата апликација има предиктивни аларми, да речеме дека има тенденција да падне, и тогаш детето си зима шекер, што е да треба, пошто е едуцирано, да може да се качи гликемијата, да не падне во безсознание. Или кога се качува гликемијата, да може сам да си дотури инсулин и да може да се регулира шекерот во крвта. Добро, одиме со фотографиите на господин Дарко, да видиме. Од Дарко? Ајде да видиме, градоначалник, што подготвивте вие. Да. Претпоставам повеќе работни фотографии. Ова ќе биде финалниот изглед на патеката и коритото на река Серава, кое што ова е баш делот во Радишани, некаде во долж од околу 2 километри, проект вреден близу околу 2 милиони евра. Добро. Убаво место за рекреирање. Нешто што фалеше на општина Бутел, бидејќи многу често граѓаните од општина Бутел поминуваа преку реката Вардар во градскиот парк и така натаму. Сега конечно добиваме, ќе добиеме нешто што навистина ќе биде. Мислам дека ќе биде користено и од граѓани од други општини. Веќе е скоро во завршна фаза. Ова е спортско-рекреативниот центар кој што се изгради веднаш позади училиштето Ацос Шопов во населба Радишани, еден од поубавите на територија на градот Скопје, бидејќи има баскет игралиште со специјална подолга за баскет, фудбалско игралиште со вештачка трева, тениско игралиште кое што може да биде игралиште за одбојка и едно огромно детско игралиште и гледам сега тука и фитнес зона, која што исто така е за рекреирање, се наоѓа на фантастична местоположба. Тука баш и не може да се познае погледот кој што го имате доколку се наоѓате на овој спортско-рекреативен центар. Пред се за учениците, но го користат и сите граѓани на територија на Радишани. Сега брзо го отворивме, мислам, пред еден месец. Ова е истиот, само од друга перспектива. Вистина имате простор. Да, ова се фотографии, поточно 3D анимации од тоа како ќе изгледа новиот парк кој што веќе е започнат и е во сериозна фаза над населбата Радишани. Тоа е парк кој што ќе се простира на 10.000 метри квадратни, од кои 6.000 метри квадратни ќе бидат зеленило, 4.000 метри квадратни ќе бидат места каде што ќе можат, еве, како оваа фотографија, најмладите да рекреираат. Ова е детско игралиште на некои 500 квадрати, така е предвидено и така ќе биде согласно проектот. И секако ќе има еден мал плоштад каде што ќе може да. Ова е местоположбата каде што ќе се наоѓа паркот од птичја перспектива. Тоа е над третиот влез во населбата Радишани, исто така место од каде што има преубав поглед према Скопска Црна Гора. И конечно населба Радишани да добие еден простор каде што ќе може да се рекреираат сите возрастни генерации.
ова се претпоставува. Да, ги гледам сега фотографиите, вака малку чудно, но убаво што не се дозволило такава урбанизација, вака убаво да се видат кукички некои облакодери. Да, не има и многу зеленило на територија. Да, има и доста зеленило, да. Ова е од асфалтирање на улици, во моментов асфалтираме 30-тина, до сега некаде над 200 за време на мојот мандат, а некаде до крајот на мандатот ќе бидат близу 300 нови асфалтирани улици. И морам, сега ќе звучам малце нескромно, но тоа е бројка која што не се случила можеби 20 години наназад, а сега успеавме за 3,5 години да направиме. Добија асфалт улици кои што никогаш немале асфалт, а и беа реконструирани оние улици кои што се направени можеби пред 30-40 години. И благодарение секако на владата која што ни одвои средства за прв пат да можеме да се почувствуваме вистински градоначалници и нешто да сега е тема спорт. Ова е турнирот кој што го споменавте викендов во Охрид. И учествуваат 250 спортисти. Турнир кој што е дел од македонскиот национален систем на Македонската теквондо федерација. Едно одлично дружење. Морам да го поздравам во оваа прилика и градоначалникот на Охрид кој што е покровител на целиот овој настан, па и тренерот Ацо Јосифовски кој што е тоа е тренерот Ацо Јосифовски кој што е технички организатор на овој турнир и еден од основачите на теквондо спортот во Република Македонија. Интересен човек, перфектен. Тој е мојот брат, претседател на Македонска теквондо федерација и главниот тренер на Дејан Ѓоргиевски. Од десно, од лево е Ацо Јосифовски. Некоја благодарница тука му доделува. Ова повторно се некои фотографии од асфалтирање, мислам дека ова е улица Бетовенова во Бутел. Ете, таа е една од улиците кои што после 40 години добија нов асфалт, беше дупка до дупка буквално и беше моје предизборно ветување. Исклучително голема улица, премногу чинеше, но собравме сили и начин да го исполните ветувањето. Навистина многу квалитетно беше изработена. Има една офанзива ова од друга улица во Радишани. И во оваа прилика би упатил еден апел до граѓаните. Тоа се нивни барања пред изборите, но сега Бутел е навистина отворен еден сериозен фронт на градежни активности и дури некаде и попречуваат. Да. И затоа замолувам за внимание. Не знам, се гради и градинка во Бутел 2, една градинка во Бутел 1 ни е во крајна фаза, значи 2 градинки за еден мандат, нешто што навистина е квалитетно, а ова е атмосферска канализација на улица Рудо, нешто што ќе реши голем проблем на еден дел од населбата Бутел, бидејќи многу куќи децении наназад се поплавува, нешто што многу малку граѓани веруваат дека ќе се направи, но ете решив, направивме проект и го средуваме ова. Ова е градбата на втората фаза на коритото на реката Серава. Се гради едно убаво велелепно корито со камен, навистина крајниот изглед ќе биде многу убав. Исто така ова е проект кој што се ветува можеби 30 на години наназад, и се сеќавам кога бев мал дека некои тогаш постари чичковци градоначалници го ветуваа, но некако не собраа сили да го направат. Се беше на збора, ама не на дело. Па се надевам немале можност, сакале, но еве конечно дојде време да се урбанизира реката Серава и општината да добие сосем еден нов поинаков изглед. Така е. Ова се фотографија колку што забележувам од таму, од таму. Ова е новата детска градинка која што е изградена во населеното место Бутел 1. Веднаш до неја имаме и спортски терен, исто така тој беше изграден за време на мојот мандат. Оваа детска градинка ќе почне со работа некаде во месец септември, со Господ напред оваа година. Згрижува 120 дечиња и веќе ќе ги растерети сите оние листи на чекање кои што во моментов ги има на територија на општина Бутел. А пак кога ќе завршиме онаа градинка во Бутел 2, која што се гради во моментот, мислам дека веќе нема да имаме, не мислам дека сигурен сум, нема да имаме листи на чекање и сите деца ќе бидат буквално згрижени на територија на општина Бутел. Да бидам искрен, не верував дека 2 градинки за еден мандат ќе бидат изградени. Навистина не верував, но ете испанна. Така ова е веќе Бутел 2, втората градинка, тоа е фазата моментална во која што се гради градинката во Бутел 2, таа има поголем капацитет, од некаде околу 200 дечиња. На една моја посета забележав
загрижувачки состојби. Дури и намерно, сега немале намера веројатно вработените, ме оттргнува од еден простор и намерно сакав таму да отидам. Забележав во една просторија каде што имаше деца дека се гледа буквално земјата, бидејќи е тоа стара барака. Го замолив премиерот Кристијан Мицкоски за многу скоро добивме средства да изградиме нова градинка, бидејќи тоа не можев да го истрпам да биде на територија на општина Бутова, сум јас градоначалник. Навистина станува збор за една убава квалитетна градинка во населеното место Бутова. Така, ви благодарам. Проектика и мене. Да, проектика, така треба да биде, да. И сребрен медал. Да, благодарам. Тоа си го знаеме. Добре, одиме со фотографиите на Иван. Така, ова е со маестро Пласидо Доминго на забавата која што организираше Прагма продукцијата, која генерално го организираше концертот во VIP арената, заедно бев поканет, многу ми е голема чест ми е што го запознав овој човек во 2019-та во Виена го запознав. Еве сега повторно правевме муабет, дури имав и можност на социјалните мрежи објавив. Ја испеав во Соле Мио пред него, реков маестро, сакам да ви испеам нешто во 2019-та, немав можност сега и ми вика, ајде ми вели. И ја испеав така, добив многу убави комплименти. Многу ми е чест што имам оваа прекрасна фотографија со овој мак на оперската уметност. Ова е фотографија која што ја добив интересно по моето враќање од Република Австрија тука во Македонија. Man of the Year, односно маш на годината, маш со стил добив тука. Ова настанот се одржуваше од Gentleman магазин во хотел Хилтон, каде што свирев на пијано и отпеав неколку композиции во чест. Да, беше прекрасно навистина, јас бев таму. Беше таму, ти благодарам, знам, да, ти благодарам. Во чест и како благодарностите за Gentleman магазин кој што ми ја вредна оваа награда. Тоа значеше дека сум на прав пат, во правиот автобус, на правиот автопат. Ова се едни дечиња на мало хорче, ова е прекрасна палата Лихтенштајн која што припаѓа на фамилијата, кралската фамилија Лихтенштајн. Се наоѓа во центарот на Виена, едно прекрасно место кое што не сме да се слика натре каде што пеам, но како што гледате има многу злато вака преубава култура од старата Виена и ова е едно малото хорче на кое што настапивме заедно на концертот. Он има една точка секако имав повеќе, но вака се сликавме да бидеме малце разновидни, мултикулти што би се рекло. Убава слика ми беше. Подоцна да видиме што е. Ова е во Македонската филхармонија. Ако не се лажам, имам ружа во раката, што имам темно-црвена ружа. Мислам дека изведам Дункел Роте Розен, една композиција од оперета, прекрасна композиција од оперета. Тука е диригент Емил Табаков, маестро Емил Табаков од Бугарија. Ова е божикниот концерт 2022 година декември. Уживав, прекрасна публика, преполна сала. Секогаш сум обожувал со колегите од Македонската филхармонија, колегите од операта да настапувам, никогаш не го кријам, тоа секогаш ми е чест. Ова е open air концерт. Ова е во замокот Вајкерсхајм во Германија. Многу мало градче каде што е познато по овој замок, по големиот двор кој што го има замокот и се одржуваат концерти и фестивали. Јас бев еден од солистите кои што настапи тука со Дунав филхармонија. Ова е од минатата година сега од летото. Имавме малце немирно небо за така отворен концерт, но фала Богу Бог не посака во тој момент, некако се отвори небото еве. И оваа слика е кратко пред концертот. Имаше 3.500 луѓе во публиката, но секако личеше како да се малку, мислам, толку е голем дворот. Фантастична атмосфера која што беше проследена со огномет после затворање на фестивалот. Ова сите знаеме кој е до мене, мојот поранешен професор и пријател. Можам сега секако да го наречам, маестро Симон Трчевски и Македонската гордост. Овој концерт многу интересно се одржа во 2020 година, октомври, после првиот бран од ковидот, нели, од она малце неубаво време да кажам, и во еден многу кревак период за македонскиот народ. Тогаш се промени името неколку месеци претходно. Изведувавме композиции од сегашната деканка на Факултетот за музичка уметност Дарија Андовска, композиции со македонска тематика. Сношти минав покрај Вази, си заљубив едно моме и уште една композиција беше Не ми текнува. Дали беше Зајди, не ми текнува, сега адаптирана како уметничка песна за класична композиција. И публиката беше фантастична и тука се осети колку на нејзо ствари и треба еден патриотски поттик, да речеме, во тој момент. Беа прекрасни, ова беше многу моќен момент каде што ќе го памтам овој настап целиот мој живот.
Ова е во палатата Ешенбах, каде што имам можеби над 80-90 концерти минимум. За Нова година, минатата година имав само 4 концерти на 31 декември, 4 концерти на 1 јануари, затоа што пеењето исто така и физички спорт и концентрационен спорт, малце баеги уморно така ми дојде, доста напорно ми дојде. Со крајни сили го поев последниот концерт. Ова е многу интересно, ова сум јас, не знам дали можете да приметите. Ова е на современа опера во Опера Грац. Се изгледа горе и емблемот, така во Опера Грац. Ова беше опера навидум за дечиња, каде што беа 4 представи, но толку беше полна операта и толку една интересна музика со многу вицови внатре, така музички интересни сегменти, но крајно тешка за пеење и за изведба и за израз, и знаете како странец имаше изборење исто на германски јазик и дечињата треба да те разберат, треба да уживаат, но е еден проект кој што исто така меѓу друго како го памтам целиот. Тука интересна улога имаш, всушност си како луд научник. Луд научник. Така далеко ми личеше на Пер Нокаут. Ова е на еден настан со претседателката Гордана Сињановска-Давкова, каде што исто така се видовме и пред 3 дена. Бев во незината резиденција да испеам химната, се сликавме, ова е секако пред неколку месеци една фотографија, но сакав да ја споделам затоа што чест и гордост ми е да бидам така познаник со претседателот на државата и имам голема поддршка од неа и благодарам многу од срце, секогаш ми е мило кога ќе се видам со неа и сакам да се сликаме за да го овековечам моментот ете да остане во архива. Ова е уште една моја награда која што добив за Инстамен на годината. Убавина и здравје, ако не се лажам. Здравје, така, ова е во Рагуза, во ресторанот Рагуза. Пред години, по 2 години, така нешто беше. Еве, украсено е позади, гледаме нова година. Дека нова година е така декември. Ме изненадија. Исто така станав и ги почестив со една композиција. Многу убав настан. Голем поздрав до сите одговорни што се набавени и здравје. Навистина ми ја разубавија вечерта таа вечер. Да, прекрасни фотографии, ти благодарим. Благодарам од срце. Јас би сакала нешто, ако може да кажам, после гледање на овие фотографии, воодушевена сум прво од активностите на градоначалникот, тоа се огромни проекти, почнати, завршени, и дни му посакувам навистина успех, големи залаци, но не млад, амбициозен се гледа со идеи и сакам да ги заврши онака како што сака во тајминг, време и да бидат сите граѓани на Бутел задоволни. А Иван може да направи еден филм од своите фотографии, навистина да ја купи вечноста, да остане во историја, сега ќе остане запаметен како уметник, но покрај ова сакам успеси. Ние сме пријатели, мислам на социјални мрежи на Facebook се познаваме, веќе се пратиме, се поддржуваме, и јас би сакал многу накратко да кажам, се ова ние што го правиме, допринесуваме на еден начин, сакале или некеле, подсвесно можеби ние не го приметуваме тоа, но допринесуваме за развитокот во државата и за тоа да направиме едно многу побаво општество. Така, затоа сте и денес тука. Фала Богу, и Македонија на мала земја. Сега сите велат малите земји немаат некои предности, напротив имаат големи предности. Големите земји на нивната страна секако секогаш ќе видат човечкиот потенцијал и природните ресурси и богатства кои што ги имаат секако заради територијата. Но ние како мала земја, ние имаме огромен потенцијал за и огромна предност каде што оние реформи кои што сакаме да ги направиме многу побрзо доаѓаат до израз и многу побрзо се гледаат и тоа треба да биде нашата предност и тоа мислам дека треба да го искористиме. И секако треба преку нашето однесување, преку тоа што го правиме, да создадеме една унитарна клима за да можеме сите заедно да се поддржуваме и да изградиме подобро општество за сите нас. Мислам дека тоа е единствената вистина и не постои друг начин за да не биде подобро. Да појдеме од себе, да видиме точно, треба пред се волја да имаме за да сакаме, како што гледам моите соговорници имаат апсолутно волја. Еве јас се имам, сите имаме. Се надевам дека ќе им дадеме еден поттик и на гледачите на малите екрани да ја имаат таа волја и таа енергија. Да. Се надам Дарко дека и од оваа денешна емисија можеби еве ни доаѓа предизбори и изборно време, како што кажа дека ќе се кандидирате, каде што еве дополнително освен на она кое што инфраструктурно го работите, подигнување на свеста на здравјето, некои дополнителни активности со работи, може денеска еве ви допринесуваме да дополнително имате некоја идеја. Не, би сакал да кажам дека уживав во овие час и половина, да ве поздравам вас како водителски тим. Прекрасни сте, секако да ги поздравам гостите кои што беа заедно со мене, Иван и Татјана, навистина се луѓе кои што
да не бидам сватен грешно, но излегуваат од некои рамки и стандарди на кои што сме навикнати како општество и би било добро тоа да се следи од сите останати без разлика кој во која професија доаѓа, бидејќи темелноста која што имаат како луѓе и начинот на кој што аргументираат навистина оставаат впечаток дека Македонија има надеж. Така е, така е. Се пофаливте меѓу себе. Може ние да ви се благодариме, се разбира, за гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно и дека повторно со нови теми ќе ни дојдете во Здраво Македонија. Да, и да се гледаме за убави работи.